Несреќите често на виделина ги вадат недостатоците на системот. Така беше и во понеделникот при големиот пожар во поранешната Македонија Табак. Алармите на екоактивистите од Тетово дека мерните станици на квалитетот на воздухот не работат немаше да ги чуе никој. И покрај густиот црн чад кој беше видлив и десетина километри од градот, тетовци немаа увид колку воздухот кој го дишат е безбеден. Проблемот бил во серверите, барем така тврди Министерството за животна средина. Требаше да се случи катастрофа за техничките проблеми да се надминат и податоците повторно да станат видливи на веб страната на Министерството. Но пожарите за среќа се ретки, но речи си и да нема град во Македонија чиј воздух особено во зима не е загаден. Кога зборуваме за аерозагадувањето, постојат 4 фактори кои влијаат на нивото на штетни честички во воздухот. Индустријата, градежништвото, загревањето на објектите и возилата кои според статистиките во просек се стари по 18 години. Термоцентралите се меѓу најголемите загадувачи. Проценките велат дека за 2 години на Западен Балкан, како последица од нивното аерозагадување, починале околу 19.000 луѓе. Само двата оџаци на рек Битола чадат повеќе од сите електрани во Германија. Речи си секоја зима прстот се вперува во рек кога воздухот во Битола е загаден. Централата допрва ќе вложува во филтрите за да го намали загадувањето на воздухот. 40 години колку што работи термоелектраната. Филтрите не се надоградени. На секој блок има по еден електростатски филтер, кој што во фазата кога беше изграден во 80-тите години, тогашниот МДК, максимално дозволен концентрација, параметар што го имаше беше 100 мг. Значи дозволено за излез од електростатски филтер. Сега, моменталната законска регулатива ни наложува да биде на 50 мг. Во моменталниот период, сега што сме, до 2026 имаме обврска да го следиме тој параметар до 50 мг. Од 2026 треба да го намалиме на 20 мг. Со реконструкцијата на електростатскиот филтер, сега правиме напори тоа да го сведиме на за прашина зборуваме, да го намалиме на 20 мг, да го веќе тоа го регулираме. Техничко-технолошките моментални напори што ги правиме, се правиме анализа техничко-технолошки и оперативно како би тоа може да го направиме, кој е најцелисходна, најцелотворна да стигнеме до тој прак од 20 мг за прашина. Електростатските филтри значи реконструкција, тие се постојни, треба се реконструираат. И сега во време на електроенергетска криза државата ќе треба да издвои огромна сума на пари за реконструкција на филтрите. Колкава е инвестицијата за овие филтри? Колку пари треба да издвои ЕСМ за да ги постави? За електростатските филтри имаме податок. За реконструкција на електростатските филтри од прилика околу 23 милиони денари, односно повеќе милиони евра, а за реконструкција на десулфуризацијата таа ќе не кошта по 130 милиони евра. За градежништвото одамна се предупредува дека има големо влијание врз амбиенталниот воздух, но системот е така поставен што општините мораат да наплаќаат комуналии за да можат да ги сервисираат обврските. Затоа и во Скопје има градежна експанзија во повеќе населби и општини во последните 10 години. Дури 2/3 од домаќинствата во Македонија се греат на дрва. Ова е аргумент кој политичарите многу често го користат кога сакаат вината за високото ниво на штетни честички во воздухот да го префрлат на граѓаните. Во последно време посебно набавката на дрва е сериозен проблем. Исто така и цената варира, секоја година е се поголема и поголема. Што е тоа што би ве натерало да го промените начинот на загревање, наместо дрва да користите нешто друго? Секако, пред се, доколку има субвенции, да речеме централно грејење на ниво на општината Битола, мислам дека тие се главни двигатели за да може да го промениме начинот на грејење. Тука се секако и возилата, особено што просечниот нивен веќе 18 години. Останува алтернативниот превоз, како велосипеди и електрични тротинети, но Скопје има далеко од идеална инфраструктура за велосипеди. Патеки има само на главните булевари, а бидејќи тротоарите неретко се паркиралишта, велосипедот не е најбезбедно средство за превоз. Во останатите градови, сликата е уште полоша од Скопје.